Тешката Сузеја имаме на последниот линк. Со Сузана Апостолова ги заокружуваме денешните линковски вклучувања. Веќе е подготвена на нова тема, односно фестивал на етнолошки и антрополошки филм. Сузана, ги имате деталите, така што повелете со разговорот. Благодарам, колеги. Поздрав уште еднаш во второ линковско вклучување од пред Музеот на Македонија. Тема од културата го представуваме 44-тото издание на фестивалот на етнолошки антрополошки филм НАФА 2025. Мој гостин утрово е доктор Владимир Боцев, организационен одбор на Кратфест. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро и благодарам што дојдовте. Фестивалот започна вчера, 8 октомври, ќе се одржува се до утре, 10 октомври, овде во Музеот на Македонија. Па би сакала накратко на почетокот од ова линковско вклучување да кажеме нешто повеќе накратко за фестивалот, кој што всушност представува една соработка меѓу најстариот европски фестивал на антрополошки и етнографски филм и нашиот Кратфест кој што се одржува во Кратово. Да. Да, значи, убаво кажавте, НАФА е еден од најстарите фестивали кои поддржуваат, да кажам, или на кои се прикажуваат етнолошки и антрополошки филмови, а тоа е фестивал организиран од земите, скандинавските земји, кој на своите почетоци се одржувал таму во Скандинавија, меѓутоа потоа почнал да се одржува ширум светот, па потоа во Европа. Ние како Македонско етнолошко друштво и како Кратфест, односно фестивалот на меѓународниот фестивал на етнолошки филмови во Кратово, кој што го организира нашето етнолошко друштво, воспоставивме соработка со нив и за оваа година се договоривме двата фестивали да ги организираме заеднички, односно прво НАФА, фестивалот да се организира во Музеот на Македонија, а потоа, кој ќе заврши, значи задутре, сите ќе се префрлиме во Кратово и таму ќе почне нашиот фестивал, Кратфест, кој што ќе трае од 12 до 14 октомври и ги поканувам сите да дојдат. Исто така ги поканувам и вашите гледачи да дојдат и на фестивалот на НАФА. Сега кога сме кај НАФА, фестивалот 2025, да кажеме за гледачите и оние кои што ќе бидат присутни на фестивалот, што ќе има како проекции, филмови и какви автори ќе бидат застапени? Значи, филмовите се од разни краишта во светот, покажуваат различни култури и мислам дека, не мислам туку, сигурен сум дека овие фестивали од ваков жанр се единствените на кои што може да се видат такви филмови кои што представуваат различни култури, како што реков, и се единствената можност преку филмовите да се запознаеме со тие култури, кои што може би ги познаваме или меѓутоа најчесто не ги познаваме, не сме слушнале за нив. Тие се околу нас, меѓутоа може не сме ги забележале. Ги поканувам гледачите да дојдат, затоа што многумина од авторите се тука. Интересни разговори имавме вчера по повод нивните филмови, прашања, одговори, коментари. Значи на тој начин, покрај тоа што го гледаме филмот, се збогатуваме и со знаењето на авторот. Таа интеракција со авторите е многу важна, затоа што на тој начин учиме многу повеќе. Најавивме 44-то издание на фестивалот, што е навистина сериозна бројка, но и поголема одговорност за следните или организирање на фестивалот. Би сакала да ми кажете колкав е интересот низ годините за фестивалот, како е годинава, особено што вие споменавте, но и ви за мене лично многу интересно што преку филмовите се представува идентитетот, културата, традицијата и современите општествени предизвици на земјите. Така, да. Значи, интересот ние се трудиме да го афирмираме и овој фестивал и нашиот Кратфест. Публиката најчесто кој ќе слушне етнографски или антрополошки мисли дека тоа е некој ора, музика, зурли тапани што велам јас, меѓутоа тоа не е така. Има и такви работи, значи кои што се строго да кажеме поврзани со традиционалната култура, меѓутоа етнолошкиот антрополошкиот филм третира теми од секојдневието, денешната, актуелниот момент го обработува односите меѓу различни групи, односите меѓу семејствата, односите меѓу различни заедници, меѓу заедниците, што се многу интересни. Еве вчера гледавме еден филм кој што покажува една активност во Шведска, која што ја практикуваме и ние тука, а тоа е собирање на разни билки по планините. Со една разлика што швеѓаните не сакаат
да собираат, туку увезуваат работници, а тука порано сега беше многу тоа активно, луѓето заработуваа од тоа, собирање на смрека, на вртипоп, на коприва и така натаму, кој што не знам сега каква е состојбата кај нас, меѓутоа ете во Шведска тоа е сосема добар начин за приход. Значи, значи една активност, еден извор на добивање на пари. Како дел од темите кои што се обработуваат во филмовите, така. Да. Сакав да кажам, ќе заокружиме со разговорот во смисол дека доволно начнавме како најава за она што се случува и што ќе се случува до утре на фестивалот и одлична можност еве да ги поканиме нашите гледачи. Секако, значи морам да кажам дека тука присутни се едни од најпознатите светски визуелни антрополози кај нас, од кои што може многу да се научи, од кои што сме ги читале нивните книги, до сега не сме ги запознале, сме ги запознале, така што еве ги поканувам гледачите во Скопје или од пошироко да дојдат и да видат за какви типови, за каков жар на филмови се работи. Ви благодарам многу за гостувањето и ви посакувам успешно издание на фестивалот и оваа година. Многу на вас за интересот. Колеги, овде од пред Музеот на Македонија се одјавувам во оваа второ моје линковско вклучување. Ти благодариме, Суза, како се гледаме подоцна во редакција.